Здраво на стрелците и ајде заедно да ги толкуваме пораките кои ни ги испреќа таротот се за месец јули и за многу од вас. Значи, генерални пораки за многу од вас, нешто нема да ви има смисла, тоа не е за вас, она што ќе го препознаете како порака за вас, тогаш ви посакувам да ве води. Ќе зборуваме за буквално сите полиња од животот, така да обидете се да препознаете дали тоа може да се одвествува во полето за кое зборуваме или па може вие да му најдете некое друго место. Пораката не е за отфрлање, затоа што може би е некаква насока. Да не должим околу тоа, вие веќе го знаете тој дел. Сега само пред да започнеме, кратко да ве подсетам, не заборавајте да се претплатите, да го заследите каналов, да лекувате, споделувате, коментирате со нашите најверни следбеници. Ке има и подарок, бесплатно лично таро толкување. И да не должиме да преминеме на главното, да преминеме на тоа зашто сме овде, а тоа се пораките. Месец јули за еден дел од вас ке донесе, веќе донесол, ова е порака за тие што веќе сте отпочнале нешто ви се случило, нешто правите, нешто ново, нешто поинакво, нешто кое дали вам ви е дојдено како идеја, како насока, на било кој може начин сте го започнале и сега сте влезени во ова. Меѓутоа ова не е само нешто така отпочнато, туку ова ви дошло вам како јас ќе се изразам сега со тешки зборови овде во овие пораки. Внимавам на зборовите, навистина знам какаво е нивното значење, колку може да бидат големи понекогаш, меѓутоа за да го пренесам, за да ја пренесам пораката онака како вие најдобро ќе ја разберете, морам понекогаш и да ги употребам и некои тешки зборови. Еве во случајов, вие со ова што сте го започнале, вие буквално се чувствувате како да ве вратиле од мртвите. Дали самите ова си го направивте, се враќате ви од мртвите, дали нешто друго се случило, некаков повик, некоја понуда, нешто ново е дојдено и ова е за вас такво чувство буди како вас да ве вратиле од мртвите. Сега може да е и нешто поврзано со здравието, може би се опоравувате од нешто, може би го најдовте вистинскиот начин да се залечите, било што. Меѓутоа, јас чувствувам дека овде не се работи за здравие, ова е за нешто што го правите во животот вие моментално. И кажавме, ова нешто како да ве врати, зашто вие сте имале премногу падови, премногу неуспеси. И токму поради тоа ова е сега како да ве вратиле од мртвите. И што се случува? Сега кога веќе го добивте, го имате, го правите ова новово, вие воопшто не сте задоволни. И не е тоа дека сега треба некој да ве обвинува зашто не сте. Вие не сте, затоа што знаете дека ова го нема потенцијалот за да биде навистина нешто убаво, нешто совршено, нешто многу големо. Вие сакате очигледно големи работи, вие сакате совршени работи. Меѓутоа ова не ги исполнува вашите очекувања. Воопшто, дори чувствувате дека ова се како некој да ви фрлил трошки. Трошки ви фрлаат. И чувствувате како повторно се чувствувате како под некоја неправда. Мислите дека животот е неправеден кон вас. И буквално се откажувате. Во јули вие се откажувате од ова.
се откажувате. Премногу сте биле жртва за некои нешта. Премногу сте биле жртва во некои работи. Чувствувате како да сте проколнати, како некое семејно, генерацијско проклетство да ви тежи на грбот. Чувствувате дека е премногу напор, неподносливо е. Нешто градите, сте го изградиле, повторно се срушило. Го градите, од темел, однова, повторно се срушило. И вие сега сте изморени и вие сега сте свесни дека премногу сте се жртвувале и сега заминувате. Заминувате, се откажувате. Од средината на месецот понатаму ќе дојде некоја вест, или може идеја ќе биде, меѓутоа може да биде во вид на вест, како некој се откажал од нешто и тоа сега вам ви припаѓа. Не знам што значи ова, вие ќе видите што значи во вашиот живот, може чувствувате што значи. И, значи, тоа ќе биде веста. Некој од нешто се откажал и сега вам ви припаднало нештото. Меѓутоа, повторно, ова не е целиот потенцијал, ова не е целосно такво како што го замислувате и онака како што очекувате. Знаете дека е еден вид победа, но не онаа за која вие може да се израдувате. Вам тоа ви пречи. Вие имате чувство како да ова не е нешто за кое вие може да се израдувате. Овде не можете ни да си честитате. Дури немате можност ни дома да прославите, колку и да е ситно, колку и да е малецко. Вие мислите дека не можете ни да си честитате дома, во домот, со најблиските. Додолку е неважно. Многу вложувате, да, сте вложувале, премногу, меѓутоа чувствувате како дека се вртите во круг. Чувствувате дека се вртите во круг и тоа е веќе страшно, ве изморило, ве прави да се откажете и затоа сте се откажали. Вие во моментов сега може би се откажувате или може би додека го слушате ова веќе сте откажани. Некој постојано ве одржува во живот, ќе речам така. Или ви одржува идејава во живот, или ова нешто ви го одржува во живот. Тоа е пусто. Тука нема ништо, меѓутоа некој постојано се обидува да го одржи во живот, може би ова, може би вас. Вие немате некако, да, сте се откажале. Буквално за тоа се работи. За тоа се работи дека сте се откажале. Имате стравови околу големината на сето ова. Се плашите дека ќе ве совлада. Може би во некои моменти свесни сте дека ќе ве совлада, дека сте немојкни пред нештово. И се плашите дека ќе ве совлада. Меѓутоа, јас би ви рекла да причекате повторно, колку и да е ова, не знам кој пат да повторно причекате или да чекате да се случи нешто. Меѓутоа, причекајте, затоа што кон крајот, ако не во јули, може би па и во август, ќе се случи нешто. Ќе се случи нешто што ќе му даде нова светлост на ова нешто, или што ќе го направи да вие погледнете уште еднаш поубаво на нештово и ќе забележите некои нешта што не сте ги забележале досега, а ќе ви дадат инспирација некаква ќе ви дадат. Значи, причекајте. Ова конкретно јули или во август веќе ќе се случи ова ново нешто во што ќе ве инспирира на некој начин. И сега еден друг дел од вас, вие што имате партнер, вие што сте во брак, во врска, како и да е, ова е нешто што се случува со
вашата друга половина, вие нешто правите, нешто градите, на нешто работите, може би е некаква навистина физичка градба, може би е некаква идеја, може би е некој план кој ќе го реализирате, може би се работи за патување, меѓутоа јас гледам сте ги отвориле новчаниците, сметките, сефот за некои сте го отвориле и вие сакате да си приуштите малку повеќе, малку нешто поубаво, нешто поголемо од досега што сте имале, што сте правеле, како и да е, ова е нешто многу убаво, нешто многу ново, ќе си дозволите, можете да си дозволите, можете да го подкрепите сето ова. Вие ќе бидете во ова нешто малку попрактични, сакате малку да бидете попрактични, нештото да се одвива така поразумно, порационално, меѓутоа од страната на партнерот или од другата страна, зашто и да се работи, доаѓа малку по опуштена енергија, каде што партнерот или другите сакаат малку повеќе да се забавуваат, не им е до практичност, не им е до работа, до обврски, сакаат сега малку да се одморат, да се забавуваат, да уживаат. Се надевате дека вие повторно имате некакви, вие секогаш сте некако неодлучни кога станува збор за финанси, за пари. Во која и да е порака каде што ја гледам овде, вие се појавувате како неодлучни и како исплашени околу делот со финансите. Меѓутоа не грижете се, навистина можете да си дозволите. И ако е веќе градба или нешто на кој работите, како што кажав, а е големо, а е нешто кое досега не сте го имале и правеле, да знаете дека ова што го градите ќе прерасне во империја, значи под наводници, значи ова се само пораки, ова е само начин да ви го доловам во што ќе прерасне, значи ќе прерасне во империја. И еден друг дел од вас, вие се обидувате да правите неколку работи истовремено, некако сте некако сте ги искористиле сите можни сили и напори, не се откажувате, не велам дека се откажувате, нема да се откажете ни во јули, меѓутоа буквално жонглирате неколку работи истовремено, треба да бидете повнимателни, затоа што ова не е лесно прво и не е потребно во моментов, едноставно самите се ставате во оган за ништо. Може би за некој од вас е за нешто и тоа за нешто многу големо, нешто што за вас е големо, меѓутоа внимавајте на здравието и внимавајте на тоа колку многу физички се изморувате или ментално за некој од вас. Драги стрелци, тоа е тоа за сега, се надевам уживавте и до следната, чао!